Последните актуелни информации од македонската политичка сцена се дека пратеникот Амди Бајрам влегува во владиното парламентарно мнозинство. Дали тоа не годува на критики и зошто? Деталите од колешката Јана Јосифовска. Од Ловџија на Заев до владин партнер, лидерот на Сојузот на ромите Амди Бајрам стана дел од парламентарното мнозинство предводено од СДСМ. Неговата партија влезе во владината коалиција, вест која што ја потврди и премиерот Зоран Заев. Според него тој нема да добие министерски места, туку одговорност на други позиции. Бајрам до неодамна беше дел од коалицијата за подобра Македонија предводена од ВМРО-ДПМН. Изминативе години жестоко го критикуваше Заев за време на предизборните кампањи. Во текот на кампањата за претседателските избори во 2014 година, Бајрам го нарекуваше Заев Зајко Кокорајко и извади морков со кој наводно ловџијата Амди Бајрам ќе го улови лидерот на СДСМ. Напаѓа, прави, но ќе го најдеме. Кој ќе го најде? Ловција Амди Бајрам, Зајко Кукурајко, се крие у шума. Како ќе го уловам? Еве, мои граѓани, морковот ќе му го покажам и ја ќе го уловам. И тука ќе дојде, ќе го снема со морковот, ќе си го ставам кај што треба позади и ќе остане после овие избори. Пред неколку години Бајрам се фотографираше како држи зајак за време на еден од изборните денови со порака: "Вака за уши ќе го тегнам Зајко." Меѓу другото, како голем поддржувач на ВМРО-ДПМН, Бајрам на тогашниот лидер на опозицијата Заев му порача дека ќе заврши во шутка, но пред 3 месеци се случи пресврт во ставовите на Амди Бајрам. Ова влада, мислам дека гледајќи ја ситуацијата како е, што е, и сака сите проблеми да ги решава во државата и се надевам дека ќе ги реши, што до сега не се десило премиер на 3 мои пратенички прашања и на други пратеници одека да одговори за целиот македонски народ да слушне. Вака што гледам дека тачно се залагате за народот, ќе се залагате за народот. И многу сум заблагодарен од вашето излагање и македонскиот народ го виде ова што кажавте. Мислам дека како идете и така ќе бидете поддржани од секој. Амди Бајрам е активен политичар изминативе 20 години. Од 1994 до 1998 година бил во коалиција со владеачката СДСМ, а од 1998 до 2002 ја поддржувал владата на ВМРО-ДПМН предводена од премиерот Љупчо Георгиевски. Потоа повторно влегува во коалиција со ВМРО-ДПМН предводена од Никола Груевски, а откако ВМРО-ДПМН заминува во опозиција по парламентарните избори во 2016, повторно се врти кон СДСМ и добива дел од владиниот колач. Мој денешен гостин во Студио 1 е политичарот кој што е присутен и активен преку 20 години, коалицирал со Бранко Црвенковски, со Љупчо Георгиевски, со Никола Груевски, а сега и со Зоран Заев. Господине Амди Бајрам, добре дојдовте во Студио 1. Најавивте кафес, најавивте морков, а сега сте за господинот Заев, а сега сте дел од парламентарното мнозинство. Најавивте и решетки за господинот Заев. Што ве натера да се предомислите? Па мислам дека кој е свесен и кој е паметен, кој знае што е политика. Политика е нож со две острици. Нормално у кампања све се збори, ама после кампања политиката си е политика. Политичар е политичар. Зашто се вика политичар? Тоа е тоа. Вие сметате дека политички се изјавите, меѓутоа не и вашето убедување? Да, нормално. Меѓутоа, ако зборуваме за вашето убедување, вие кога протестиравте пред просториите на Државната изборна комисија, најавивте и свеќи и гробишта за Заев. Не се сеќам на тоа. Не се сеќавате? Не се сеќам на тоа. Сакате да ве потсетам? Таму исто така изјавивте дека тогашниот премиер Никола Груевски е спасителот на Македонија, а често присуствувавте и на ромските балови со поранешниот прв човек на тајната полиција Сашо Мијалков. Сега гол им давате на ВМРО-ДПМН? Не им дам гол. Не им дам гол. Зошто се приклучувате кон оваа владина коалиција? Па најнормално, видите, јас морам отворен да бидам према цела јавност и не треба многу прашина да дигаат, затоа што за добар коњ добра прашина се дига.
Јас сум политичар толку години, све тоа, и треба сите да сватат, цела македонска јавност и пошироко. Не треба да дигаат многу прашина околу мене, затоа што јас сум политичар и знам како треба да се делува и како да се работи. Прав политичар, кога треба, како треба да наступам, тоа знам, а во интерес на моите роми јас сум спремен увек у секоја доба, значи морам да видам кој е на власт, ја да видам со вас. Значи, вие затоа сте преку 20 години цело време на врвот. Па тоа е политика. Добро, а со која тежина? Која е вашата тежина која што еве сега ја имате во парламентарното Вака, мнозинство? колку вие знаете или јавноста знае сите, нормално тежината е многу. Јас денот кога Никола Груевски више ВМРО го напушта и во истиот ден кога они има конгрес, во истиот ден искочи во собрание и кажа во собрание многу јасно и гласно дека јас више нема да бидам во коалиција со ВМРО ДПМН, ќе си бидам самостален пратеник од Сојузот на ромите, од мојата политичка партија. А мојата политичка партија, Сојузот на ромите, е партија у Македонија со 50 и неколку илјади членови роми во Македонија и мојата партија е бренд за таква работа. И нормално ја имам, значи, едно избирачко јако големо тело и носам кога не би не растулеле нас ромите у 5-6 политички партии, дали ВМРО, дали СДС, и кога би биле сите уедно, 5 прста уедно, ние можеме 5 до 6 пратеника да извадиме. Меѓутоа, господине Бајрам, изминативе 10 години бевте многу близок со првите луѓе, лидерите на ВМРО ДПМН. Што ве натера да се откажете од бродот кој што тонеше? Ама видите дека вие дали сте свесни до 98 година дека ја бев многу лојален и на Бранко Црвенковски. Зошто лојалност? Затоа ве прашувам. Лојалност затоа што кога го давам зборот останувам на едно место. Ја не сум ја оној кој го давам зборот и за 3 месеца да го порекнам. На господинот Ја Груевски му останам дадовте со збор. години. Па бев 11 години со него. И го напуштивте во моментот кога веќе Кога се он го знаеше напусти дека ВМРО, па со кого да останам у ВМРО веќе? Со кого? Со Мицковски да бидам? актуелното раководство не го сакате? Па апсолутно да го со кого? Тие за мене не се политичари, со мене у ранг. Јас сум стар политичар и пред Никола Груевски. Ја кога сум бил у политика, некој не бил. Јас сум стар политичар толку години. Јас сум ученик на Фајкабде. Иако сега кратко време сте со Зоран Заев, ако направите паралела помеѓу двајцата, Никола Груевски и Зоран Заев, Јас свака ќе ви кажам. Кампајна беше кампајна. Мора да бидеш лојален кога си од една страна. Нормално сега кога дојде стани падни работата, кога го гледам интересот на моите роми во Република Македонија, јас морам да одбидам страна. Страната, рецим, таа е што сега во овој момент. Јас не од сега, јас цело време ја поддржавам владата на Република Македонија, сегашната власт, и гласав за сите закони, поддржав и ја бев 61. И за јавниот обвинител, и за министерот за здравство, и за јазикот, за тие работи, за све. Клучен бев. И јас, и владата која требаше сега да паѓа едно друго, ја бев 62 бев ја и Турчинот. Од Турската партија заедно бев во ВМРО. Ние сме тие спасители исто. Се докажав, цело време не се изјаснуев, ама нормално ја кажав, све ќе поддржам што е во интерес на Република Македонија. Секој закон ќе го поддржам. дали сите закони донесени изминативе 10 години беа за доброто на Република Македонија? Па види, Или гласавте понекогаш и по инструкција? Абе, тогаш немаш инструкција, тогаш знаете како бевме, над 61 бевме увек и да гласав и да не гласав, мојот глас не беше многу јасен. Добро, но имате морална одговорност како политичар. Како политичар, кај си во коалиција мораш, не можеш против да гласаш. Не гласате по собствено Па убедување? не можеш тоа, најнормално. Сам себе можеш да си го навиеш позади, не може, кога си во коалиција, мора да бидеш објективен. А сега подготвени сте исто да следите инструкции или ќе гласате токму она што сметате дека е доброто за мене? Она што сметам доброто и го гледам патот на Заев, дека јас Заев не го рачунам како политичар едно време. Зошто? Јас Заев затоа што као градоначалник кој тоа, сега меѓу Бранко и меѓу тоа време зборам, не сега. Тоа време, значи не верував дека Заев ќе покаже ваква работа во Македонија, во Европа и у светот,
ќе го поддржат сите. И му најавивте кафес во тој момент. Не. Тоа што било, било. Јас му се извинив. Првата средба која имав со него, ја имав 4-5 средби со него. На првата средба првен му се извинив и дали има замерки према мене. И он ми кажа, вика, све е политика, не ти замерувам ништо. И од сега кога сте дел во парламентарното мнозинство, какви ви се односите со поранешното раководство на ВМРО ДПМН, за кое вие го фалите и се уште, но велите ова новото не чини? Не викам новото не чини. Зборувате за За ВМРО, да. Така. За новото раководство, за мене Рековте не се согласен. политичари. За мене едноставно не се мој ранг. Не се мој ранг, јас се осеќам дека сум многу поек политичар. Побо мене да му одбера на ВМРО ДПМН председател, него и друг. Вие напуштиле својата партија за да седнете во Па, ВМРО? ќе ја стопевме партијата уедно. Поубаво ќе ја водев. Поубаво ќе ги извадев од кал. А дали изминатите 10-11 години не беа партиите притопени една во друга, едно исто не бевте? Бидејќи вие ја следевте риториката на Никола Груевски. Па добро, јас сум многу честен и поштен некаде кај што сум и лојален. До тоа време додека треба. И кога знаете дека времето е да се Па напушти кога тоне коалицијата? бродот нормално се напушта. Да не пропаднеш. Ако се удавиш, мора гума да најдеш. Да пливаш. Ако не знаеш да пливаш, со гума ќе се држиш, кај ќе те однесе таму. И тоа е тоа, таа е спаста. Како? Политичар е тоа, за тоа е. Господине Бајрам, свесни ли сте за критиките кои што ги добивате сега вие на социјалните мрежи и мислења од истакнати политичари и активисти и истовремено владата бидејќи ве земе во парламентарното мнозинство? Свесни Ма сте? јас сум у парламентарно толку време, само не е у јавност. Ја поддржавам све. Ништо да немам, не ми треба. Ја поддржавам едноставно за моите роми сум устајне све да биде како што треба, само да им донесам на моите роми добра работа, да не пропаѓаат, да не прават, затоа што ние ромите не можеме да бидеме опозиција никад. Не сме ние 10, 15, 20 пратеника па да зависи Македонија од нас. Знаете зашто најмногу ви замеруваат? За 24.12.2012 година или црниот понеделник, кога излеговте и на тогашните демонстранти предводени од Бранко Црвенковски, им покажавте среден прст и извикавте, се сеќавате на зборовите. Ма све добро се сеќам, ма само слушаме сега, тука имало зашто. Постои зашто. Ајде да го слушнеме. Ја упаѓам у тој момент, не знам кој се што се, дали ВМРО, дали ова, преку Трговски, преку Жена парк. Упаѓам и одеднашка сите спомене со јогурт, со тие работи, ува, со помаранџи, со тоа врз мене едно друго све. И вие да сте у тој случај што ќе, ја не знам кој се. Ја не сум видел ни Бранко, никога не сум видел. Гледам ува, не знам што се дешава. Влегам, упаѓам и вие да упаднете у некој неизвестна работа, нормално ќе се спротиставите на некој начин, ќе се снајдете. А се сеќавате ли на зборовите кои ги употребевте? Па јас нешто се сеќавам, нешто не, многу дугачко време е. Она што го пуштаат по телевизија, мислам дека не сум ја таа риба што треба мене да ме ловат. Јас сум риба, политичка риба, кој постои во Македонија и може многу работи да научат од мене и да бидат многу добри парламентарци. Треба нух да има за политика. Нух. Сега некаде стани, падни, мора да бидеш жртва некаде. Па како би бил актуелен у тие моменти ако не знаеш да се најдеш? Онда не би требало да бидеш политичар. На зборовите се сеќавате или повторно да ве потсетам јас? Па мислам дека више не би требало таквите работи, тие треба да ги Да, закопаме. меѓутоа јавноста тешко заборава, господин Абе, која е јавност сега? Јавност, ова е све политика, како рачунате вие? Зарем други не правеле ништо? Јас сум тој, Амди Бајрам, јасен политичар, гласен, увек, и кога треба на говорница, удирам кој што треба, барам оно што треба, добивам тоа што треба. И тоа е тоа сега. Сега се фатиле, значи утицата ја ставиле, бараат ова како се вика ајкула, на Вардар не постои ајкула. И сега мене, ајде нема на кого, ќе се вадиме на Амди Бајрам. Мислам другите телевизии тоа што го прават и портали, нон-стоп што го прават, и Сабајле канал 5 што го направи, мислам дека тоа што води емисија против мене, таква пропаганда, само ми прават антипропаганда. Со тоа само рейтингот ми го дигаат поголем. А сите критичари кои што во моментов ве критикуваат, сите мислите дека... Абе сите рука ќе ми бацат ако треба. Јас сум толку спремен.
Рука ќе бацат. Како кај папата кој се бацува рука. Па јас сум папа за нив. Јас сум стар политичар. Настава ќе им држам на сите. Ја имам избирачко тело во Македонија. Јас утре ако сакаш на площад, нека собере поголем митинг кој може од мене. Ја утре да ги свикам моите, од Македонија ја 15.000, 20.000 ќе соберам у секој дом. А која е таа политичка партија? После СДС, после ВМРО и после ДУИ, што може? Јас сум четврта партија. Ама на локалните избори во Шуторизари загубивте. Па нормално ќе загубиме. Имате четврта најголема партија Имаме, која ама што треба можете да викнете луѓе во секој момент. Ние со ромство победивме. Но другите кои сме у една општина од другата националност, не би сакал многу да коментирам околу тоа, од другата, од албанската страна која беше од ДУИ, нормално добивме 5 со гол. Од нив изгубивме ние. Тие бе во коалиција. Многу голови имате дадено во изминативе 20 години. И имам и уште ќе давам, да знаете. И уште. Јас сум свеж, гледате како. Најстар пратеник во парламентот на Република Македонија со мандати и само можат да учат од мене. А што напаѓаат, што прават, нека се здрави и живи. За добар кој добра прашина се дига. Ако ве прашам за вашето мислење за актуелниот председател Ѓорги Иванов, Да. уживаше поддршка од вас во неколку јавни настапи, Така. сте кажувале за тоа. И сум го напред председател, сум лобирал за него. Какво мислење имате сега? Сега имам мислење По сите постапки кои што не беа согласни со оние Па, реформски видите. планови на опозицијата, која што сега е на власт. Па мислење сум имал добро за него едно време, но сега у ова време треба да свати исто и председателот на држава дека целиот свет и цела Европа која поддржава некого треба да се уклучи он да поддржи зашто е председател на држава. Мандатот му оди и така, треба да фино да си прихвати она што треба, да види кај што тече Вардар, да плива по Вардар до Солун да стигне, а да не иде на кавруток нагоре. Зашто нагоре ќе се умори, ќе се удари. Господине Бајрам, а како се гледате во собранието со главниот ваш противник кога бевте поделени, нели, со господинот Самка Ибримовски, кој што сега е пратеник исто во собранието, па често се среќавате, предпоставувам. Тој беше за време на така наречените бомби на тогашната опозиција со нив. Вие бевте прикотвен со Никола Груевски во ВМРО ДПМН. Денес како комуницирате? Комуницираме ние во собрание, исто ние сме роми, нормално пратеници, колеги, едно друго. Било што било, све. Вие многу лесно ги заборавате вашите изјави и вашите претходни грешки. Ама треба да сватите дека е све политика. Политика е. Секоја ваша изјава? Не секоја. Политика е, треба да оцениш у моменти како треба. Не делувате идеолошки? Па делувам кога треба, ама кога не. Идеолошки за да се дојде до врва. Па како? Затоа 20... Па зашто е политичар? Политичар ако знае да кјути, политичар ако сам себе не се знае зашто е у собрание и како и каде е, тој не би бил. Ја не би бил до сега политичар толку години. Јас сум од времето уште на Анте Марковиќ. Ако побарам од вас да направите паралела на сите повлијателни или поистакнати премиери, од Бранко Црвенковски, Љупчо Ѓоргиевски, Никола Груевски и сега Зоран Заев, во што се разликуваат сите четворица? Ги познавате доволно добро, бидејќи сте биле на врвот со нив? Види, тука не можам директен одговор да ви дадам. Сите ми биле пријатели и останува пријателството со сите. Јас на Бранко Црвенковски со Пета гол му дадов тогаш и ја му се извинив јавно на телевизија за тоа. После моето тоа идене и плакене цекот што треба да го платам, кај што требаше и отидов, завршив, кога искочив јавно му се извинив на телевизија дека јас сум погрешил. Тоа од една шала се створи една истина. Тоа е. Со другите, со Љупчо Ѓоргиевски сум имал добри односи исто. Сте имале сега? Нормално, ја едно здраво живо сам, здраво. Тоа е културата моја. Нормално и со Груевски сега да видам, би се поздравил со него. Значи не се гледате со Груевски? Не се гледам, нема што да се гледам, ја више се тргнав, готово. Толку е. Ја више си одбрав страна. Затоа кога ве прашав на почетокот какви ви се односите, не добив директен одговор од вас. Какви ви се односите? Значи вие воопшто не разговарате со вашиот коалиционен партнер кој што 10 години бевте заедно. Ама не знам сега вие сте
водител на телевизија, едно друго само. Ја имам 60 години, ја не знам колку години имате вие. Јас? Да. Не е важно во моментов, господин Битно е. Бајрам. Не е важно Да во ви дадам моментов. одговор за тоа. Слободно кажете го вашиот одговор. Сега, јас рецимо во брак толку години имам деца, унуци, едно друго. Нема, прашањето е Ама конкретно. чеке се, во љубовта постои све. Значи, никад човек не може да биде венчан со еден. Или со жена и со сопруг или тоа контра. И во политиката никад не треба да бидеш венчан со никого. Политика зашто се вика? Брак со брак се остава, па зима он друга жена, ова зима друг маж, едно друго остава, деца, тие работи, унуци, тоа, па што остане во политиката? Тоа е, еве ти го одговор. А господине Бајрам, ваш став за законот за јазиците, бидејќи рековте дека Гласав? Рековте дека е неуставно уставен, дека Не ќе сум рекол почекате. ништо. Да. Не сум рекол неуставно, каде сум кажал дека Уставно неуставен го рековте во изјава за неделникот Фокус. За Фокус, па добро, тоа е малце да бидеш интересантен. Иначе ја гласав, го поддржав. И во моментов не е имплементиран. Ја мислам дека ќе биде имплементиран. И ќе Сметате дека законот е добар? па добар е. За мене е добар. Дека имаше доволно аргументи за него? Па има. Шо сега, па треба да сватиме кај се наоѓаме, у кој век сме сега? Шо е се? Уште ли историја и биографија ќе работиме? Тоа еднашка треба да решиме. И со име, и со други работи, и со ово, и со тоа. Треба еднашка. Не може ние да се спротиставиме сега. Господине Бајрам, бидејќи не завршивте со односот, бидејќи ви реков да направите нели паралела помеѓу поранешните премиери, оние најистакнати, додека дојдовте до Груевски не го завршивте одговорот. Со господинот Зоран Заев. Да? Зошто како ве натера да го промените мислењето и да кажете ова е најдобриот премиер кој што Македонија го имала? Тоа беше ваш говор од собраниската говорница. Па така е, затоа што до сега ниеден премиер у парламентот на Република Македонија на пратеничко прашање 3 пати не одговорил да го даде одговорот на пратеник. Никад. А ја директно за Есма Реджепова, покојна, за споменикот, за музеот му постави прашања. За ова, како се вика, му постави прашање за здравството, за сиромашти и за други работи, така, на тие пратенички прашања, значи после до министрите стана и он миса. И он ми одговори на сите 3. Министрите што ми одговора, плюс премиерот, што никој не се десил до сега така да одговара и прифаќа, значи на тие работи, стварно нешто е болно кај народот. Јас не гледав дека е он толку политичар, ама сам себе видов дека човекот го бива и ќе биде. И токму кога јас со него седнав да разговарам на само, и видов дека јас сум бил бизнисмен, а и он бил бизнисмен. И видов дека не е тој тип карибар да се дига нагоре на квадратура и тешко да дојдеш до него на разговор. Човекот е отворен, разговара и сака на нас ромите да ни помогне. Лично на мене ми кажал дека сакам ромите да ви помогнам и како сите граѓани што се на Република Македонија и други граѓани во прв ред да станат и ромите да видат исто. Сте претрпеле ли инструкции за тоа како да се однесувате од коалиционите партнери претходно? Па види, јас сум ги учил на нив, а не они мене. Сега да не отвараме многу работи, многу јас сум ги учил. Бидејќи никоја влада... Ова сакам да ти го кажам од 95-та нагоре, ја многу сум ги учил политичари. Како да се работи. Првиот кривец кај ромите сум ја, цела јавност нека знае, јас сум ги научил како да се подмитуваат, како да ги добиваат ромите. Кој сте го научили? Од 95-та навака. Па до крај, додека донесовме да ромите више не се продаваат. Тоа значи дека во претходно изборите кои што постојано ги добивавте во шутка... Не во шутка, во Македонија. Земате од вашиот личен пример. Ама не од мене, ја не сум ги подмитувал. Ја ви кажам за другите политички партии кои постоеле, кои сум бил во коалиција едно друго, големите лидери и како да инструкција за да ги придобијат сите роми. Тоа време имаше зетин, брашно, шекери. Биле ли купувани ромите конкретно, биле ли купувани ромите пред избори? Кои избори? Овие? Пред сите избори во кои што вие сте учествувале, дали сте ги купувале? Сега не, сега
Сега од Бајбук навакај, од Идризово навакај, нема купување. Тоа више Ром не прима пари. Не прима Ром пари више. Гледаме образование, гледаме други работи, идеме тоа вработување, тоа министри, тие работи, тоа гледаме више. Тоа ста више фрли му она као на кокошката малку и на голобот пшенка или тие работи, па да го навлечеш. Нема више тоа кај ромите. Господине Бајрам, бидејќи времето толку ни дозволува, Нема никако. сакам да ви се заблагодарам за одвоеното време за вашето гостување во Студио 1. Се надевам дека не е ниту последно, дека повторно ќе бидете наш гостин. За ова телевизија, значи, можам да ви кажам, значи, увек сум отворен, ви прихватив прв денеска кај вас, од прва кај вас, а други и да ме викаат, многу тешко ме добиваат. За крај ќе ви се заблагодарам за вашето гостување и ќе ви ја подарам ова книга, последното дело на Санта Аргирова, Благодарам. политички трилер Времето на Перонов. Тоа е убаво. Како ваше сеќавање. Сеќавање, ама ја би едно на крај пред да ја затворите програмава, ви дал за македонската јавност, директно, целиот македонски народ, едно време викав дека сум Амди Бајрам Кока-кола. Кока-колата поново ја пијам. Едно време ја стопирав. Сега поново ја пијам Кока-колата и не треба се бавтат многу со мене македонскиот народ, затоа што ромите сме лојални граѓани на Република Македонија, кој е на власт, ние сме увек со вас. Народот ги боли бидејќи народот ги плаќа претениците во законодавниот дом. Народот не ги плаќа. Тоа што го правите новинарите, тоа е друга работа. Господине Бајрам, ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. По кратката пауза, Студио 1 продолжува со останатите предвидени содржини.